Амбасадорот Ѓорѓи Филипов, поранешниот амбасадор, поранешниот председателски кандидат, човекот кој повремено го каниме во утрински брифинг кога ќе се соочиме со тешки аналитички проблеми, бидејќи Ѓорѓи Филипов ја има таа моќ да разјаснува работи кои што на многумина не им се јасни. Амбасадоре Филипов, добро утро. Добро утро, добро утро. Ве будиме вака рано наутро или сепак сте веќе станат? Разбуден сум само обичаено. Мислам дека се наоѓате работам други работи. Мислам дека се наоѓате во Виена. Какво е времето во Виена? Така, врнежливо. Значи, Во Виена е врнежливо, нема снег, меѓутоа во цела Австрија, баш на планинските места има снег, па малку им дојде ем топло, ем снег, опасности од лавини и така се, ама тие се подготвени. навикнати се на тоа. Навикнати се на тоа. Пред да поминеме на сериозни теми, амбасадоре, да ја прашам, како изгледа Виена пред Божич годинава, бидејќи таа е прочуена по тоа што е светски центар на предбожични купувања, шопинзи, секогаш е прекрасна. Има ли таква атмосфера и годинава или короната и таму си ја заврши? Не би ја споредил за овие 10 години колку што ја следам 4 години како амбасадор и одоцнак како чест гостин овде. Оваа година е нешто поинаку, значи недостасуваат странските туристи кои што се предвестници на новата година. Недостасуваат тие патувања особено на гости од Азија, од Кина, од не знам, Јапонија, Кореја, Малезија, кои што има интерес на Европа и нешто ја поврзува Виена како центар на Европа, центар на културата, па новогодишниот концерт, па Моцарт, па Бетовен, сето тоа го нема сега, значи ги нема, тие недостасуваат, луѓе тоа се чувствува по атмосферата и во центарот на градот и има повеќе центри и од купувните центри и од туристичките центри. Да. И оние околината на спомениците од пред 200-500 илјада години. Ќе го преживее тоа. Ја нема таа атмосфера, ја нема. Да, мислам дека Виена ќе го преживее тоа што се не преживеала во историјата. Господин Филипов, бевте овдека при крајот на октомври. И со колегата Чомовски имавте еден разговор токму на оваа тема за тоа каде оди Македонија во евроинтеграциите со оглед на тогашните најави за бугарска блокада и така натаму. Тогаш испративте една порака дека ни Борисов, ни Заев не треба да бидат заложници на историчарите и дека тогаш мислам дека со Чомовски направивте уште една поента дека практично од она што се подготвуваше тогаш во Софија произлезе како внатрешно политички некакви собитија на бугарската политичка сцена, тешко дека Борисов ќе може да смогне сили да тоа го надмине и да даде зелено светло за почеток на преговорите со Македонија. Еве, не дочека и тој ден, денеска е последниот формално ден, иако е веќе јасно дека бугарите ставаат вето на нашиот евроинтегративен процес. Како ви се чини сега со еден месец подоцна целата дискусија околу овие проблеми? Очигледно дека тоа беше едно некакво изненадување. Тој модел на нашето приближување кон ЕУ, ова изненадување изгледа не го предвидовме ние како политика, како дипломатија и не ни некоја наша грешка, меѓутоа требаше да се вклучи можеби како една од варијантите, затоа што Бугарија тоа доцна го најави. Значи, за овие 20 и колку години, 5, 6, 7 години, главниот проблем беа односите со Грција. Бугарија прва не призна, ние не очекувавме дека нешто такво може да ни се случи од таа наша соседна земја. Направивме договор во кој што изгледа не се допрецизира работите кои што очекува од тој договор, а не ни можат во еден договор такви нешта да се става до крај, зашто тогаш договорот ќе требаше да има можеби 500 страници. Ако се набројат сите желби што подосна излегува, не се предвидуваше и дека бугарското собрание, односно парламент ќе донесе некоја таква одлука која ќе им ги врзе рацете на политичарите, на екзекутивните, на активните политичари да можат нешто да работат повеќе од тоа што
парламентот го донесе како одлука, како нивни црвени линии, она главна цел што тие сака да ја постигнат со тоа што Северна Македонија ќе влезе во Европската унија, односно ќе почне преговори. И ете тоа се случи, ние во изгледа реалноста не ја свативме најправилно. Тргнувавме се разбира од нашите потреби, тој познат Франклинов модел на реалноста не го применивме. Значи, ние само потребите наши и целите ги знаевме, меѓутоа чисто патот, што не очекува на тој пат, навистина не можеше ни да предвидиме, особено што на почетокот на оваа година, кога се донесе одлука дека на крајот на годината на Европскиот совет дека ќе се донесе таа одлука за одржување на заедничка седница на македонската влада и Европската комисија. Таму тогаш не реагираше Бугарија со некакво вето воопшто се стави во агендата на Европскиот совет. Меѓутоа веднаш после самиот совет изреагира и што тоа ги навести проблемите. Ние немаме време за една повратна врска да размислиме што сега, зашто од нашите потреби и нашите верувања што треба да направиме, па тоа правилата, како тоа ќе го направиме, како ќе се однесуваме додека го стигнеме до посеканиот резултат, наидува на една интерференца на која што не бевме спремни. Ние тоа во теоријата на автоматизација го викаме повратна врска. Значи, таа интерференца не ја предвидовме, сега треба да извршиме корекција на нашите верувања, на она што сме верувале, како треба да дојдеме. Сега треба да настане една корекција. Таа корекција додека направиме, ќе ни одземе време, ќе ни одземе ресурси, ќе ни одземе вознемирувања на сцената наша. Не само политичката сцена. Сето тоа е веќе во тек. Еве гледаме вчера жестоко се побара оставка на владата после само 100 дена од нејзиното постоење. Мислам дека со прилична жестина имаше настапи и премиерот вчера до нацијата враќање. Така што се гледа една подигната температура која ни е извезена од Софија. Па може би, ја не знам да кажем дали е тоа само со нивната предизборна атмосфера или е можда некаква собрана енергија негативна што тлеела, како што и самиот велите, а не можела да се предвиди во последните неколку децении. Точно е, меѓутоа најмалку сега да не јас повеќе би зборувал за надворешната наша политика, меѓутоа таа произлегува од натрешната. Значи, ако има едно правило во маркетингот, going international се оди international кога дома ќе се средат работите. Значи, ние треба да спуштиме атмосферата, бидејќи претпоставувам дека заедничка цел на сите политички партии и на сите народи што живеат во Македонија е конечно станување рамноправен член на Европското семејство. Треба да видиме преиспитување, реков, на нашите верувања и на патот по кој што се стигнува до таа цел, или пак сме си задала можеби превисока цел. Тоа е правило на тој модел на однесување. Не треба во секој случај да останеме вкопани во една потреба, во една цел која што можеби во едно време за кое што ние мислиме дека е реално, можеби не е остварлива. Мислите дека Европската унија за сега недостижна цел? За сега не недостижна. Можеби ако вие така ќе го кажете, тоа јас би рекол можеби сега е нереална и мајчи ги предвид притисоците од надвор. Ние сме еден систем кој што трпи притисоци однатре, еве ги сега ги спомнавте вие, и притисоци од надвор. И таа топка треба да не пукне, да издржи и внатре и од надвор притисоците. Затоа би било добро барем внатре, зашто на надворешните притисоци не можеме многу да влијаеме. На овие внатрешни притисоци да се свестиме и сите релевантни структури што може да влечат, значи потези кои што ќе донесат до смирување на атмосферата, тоа да го направат. За крај да ве прашам, до парламент, до партија, една партија, друга, сите да повикуваме на смирување и барем на тоа можеме да делуваме. Можна ли амбасадоре Македонија без европска агенда? На крајот на краиштата, видите, мислам, се е можно, се разбира. На крајот на краиштата е можно, зашто постојат и други начини на здружувања.
не е можно единствено да се остане сам во оваа џунгла, да нарече моментално сега на случување, на збитнување овие чудни времиња во кои што се. Добра е определбата, имаме една закрила што се вика со членството во НАТО. Постојат и други варијанти на здружување, затоа што ќе ви е било какво здружување ако вие сте веќе мртов, вака да речеме, една метафорична представа да направиме. Затоа треба да бидеме живи, па да бидеме негде здружени. Ако таа цел не е остварлива, значи нешто моментот, или сме грешни во верувањата наши, како може да се постигне, или сме закопани во некој од нашите потреби и треба да го смениме моделот на однесување. Очигледно на ова интерференца не повикува на тоа. Да го смениме моделот на однесување или да го смениме резултатот. Не. Амбасадоре, како што и самиот знаете, менување на моделите на однесување веројатно најкомпликуваниот проект во едно општество. Точно така и особено за овој социјален систем, општествен и политички систем, ајде човек да го смени. Значи не сакав да студирам градежништво, не ми оди, ќе идам направен. Да. А овдека ние имаме, сакаме во Европска унија, не ни оди што да правиме сега. Тоа е еден цел систем кој што треба да донесе одлуки, не е тоа Сашо или Ѓорги што ќе решат. Така е, за тоа што да правиме денес ќе ни биде и заедно во студиото, па ќе го прашаме да видиме што тој има повеќе информации, направиле сигурна анализа, ние сме само наблюдувачи овде, верувам секој од нас, секој член, секој жив во Македонија сака да успее, значи нашата земја на тој пат кон Европска унија. Меѓутоа треба да бидеме свесни за реалност, особено германците се свесни за реалноста, иако сето ќе остави траги ова постапка на соседната земја, ќе остави траги и на односите, можеби и Германија и Бугарија, не така видливи можеби, меѓутоа во оние фини наблюдувачи и мерачи на односите, тоа мислам брзо ќе се почувствува. Доктор Ѓорѓи Филипов, поранешен амбасадор, ви благодарам многу, часот 8, мораме да одиме на вести, ама вие ќе дојдете во Македонија па ќе направиме и подолга анализа. Добро. Благодарам за утринско вклучување. Поздрав, благодарам. Поздрав во Виена.